со емисии по кафани и тогаш нема се. Што ти правеше? Некој со спортиката, со деца, кога браќа пијан. Това е малку. И ти помогна некој тогаш да ти јавиш што те малтретира? Дека полиција го знае. И што направија полицајците? Нешто не направи. Ти направи тужба? Да го тужиш? Таму, го поздрави таму полиција. Го знае со него. Го знае тие полиција со него. И ништо не му направи? Ништо. И денеска го живееш, денеска те малтретира уште или? А не сум со него сега. Со друга е. Сама сум со деца. Со децата? Сега не сум малтретирана од него. Те напушти? Да. Колку деца имаш? 6. Со децата живееш? Да. Од што живееш? Од едно социјално. И ти стига? Боца. Гневе на ладница. Тешко. Пријавува семејно насилство, го земаат и после тоа што се О, дешава? Декран, јас со Што нејзе више направија? што не помина. Све направи. И кога требаше да го тужи, она се откажа. Зашто се Од плашеше. што? Се Од плашеше. страх? Од закани. Ти се заканува. Се плашеше. Денес е 25 ноември, меѓународен ден против насилство врз жените. Ние започнуваме кампањата 16 дена активизам против насилство врз жените, која што е глобална кампања, која што за прв пат е организирана 1991 од Институтот за женско глобално лидерство. Датумите 25 ноември, меѓународниот ден за борба против насилство врз жените, и 10 декември, кога кампањата завршува, меѓународен ден за човекови права, символично го представуваат линкот помеѓу насилството и кршењето на насилството врз жените и кршењето на човековите права. Оваа година темата на нашата кампања е 16 дена активизам за 16 убиени жени во последните 6 години. Сите овие убиства се извршени од членови на поблиското семејство, најчесто сегашни или бивши партнери. Во поголемиот дел од овие случаи постоело и веќе било пријавено семејно насилство. Затоа го прашуваме министерот за труд и социјална политика, господинот Диме Спасов, каде е пропустот? Можеле ли овие убиства да не се случат? Можела ли соодветната процена на ризик за безбедноста на жртвата да го спречи фаталниот крај? Овој протест ќе го организираме секој 25 во месецот, последните месеци, додека не добиеме одговор на овие прашања. Дали можеше да се спречи трократното убиство во Кавадарци? Дали двојното убиство и самоубиство во аеродром можеше да биде спречено? Дали убиството во Новолисича можеше да биде спречено? Колку жени треба да го изгубат својот живот, колку деца треба да останат без своите мајки, членови на семејството без своите ќерки, сестри, братучетки. За конечно да превземете нешто. За конечно да престанете да го толерирате насилството кое што се случува пред вашите очи. За да конечно ја сватите сериозноста на овој проблем и да му пристапите со должно внимание. И дали сакаме да го прашам министерот, ако тоа беше ваша сестра, ваша мајка, пријателка, ќе реагиравте можеби поинаку. 16 убиени жени не се бројка. 16 убиени жени се 16 семејства кои што изгубиле сестра, ќерка, мајка, братучетка. И кој знае колку луѓе кои што изгубиле пријателка, соседка, колешка од работа. Која е состојбата во Македонија со поддршката, специјализираната поддршка? Според официјалните информации на Министерството за труд и социјална политика има 4 шелтри. Па сакаме да го прашаме министерот Диме Спасов, дали се овие шелтри функционални? Дали сметате дека се доволни за да бидат сместени оние жртви на насилство на кои што има потребно ова? И да го прашаме колку жени биле сместени во изминатава година? И дали сметате дека со постоењето на овие шелтри, со самото постоење на овие шелтри сте исполниле обврската за да обезбедите заштита за жртвите на семејно насилство? Важно е да се потенцира дека во Република Македонија, освен за семејно насилство, не постојат сервиси за поддршка и заштита на жртви на други форми, на жени жртви на други форми на насилство. Затоа бараме да се отворат специјализирани шелтер центри за жртви на насилство, достапни во секој регион, со едно место на секој 10.000 жители.
Бараме да постои минимум една бесплатна национална СОС линија која што ќе ги покрива сите видови на насилство врз жените, ќе биде оперативна 24 часа, 7 дена во неделата и ќе има оператори кои што зборуваат сите јазици кои се употребуваат во заедницата. Да се отворат кризни центри за помош на жртви на силување, да се отворат центри за жртви на сексуално насилство, минимум 1 на 400.000 жители, да се отвори минимум 1 советовалишен центар на 50.000 жени, да се обучи стручниот кадар за обезбедување на услуги за жртви на различни форми на насилство, да се обезбеди одржливост на сервисите преку развивање за програма за поддршка на државата. И дополнително бараме од Министерството за труд и социјала и од министерот, господин Диме Спасов, да ни одговори што превземавте за да ја зајакнете и имплементирате постоечката законска регулатива што ги адресира различните форми на насилство врз жените и децата. Што превземавте да ги обучите полициските службеници, стручниот тим во Центарот за социјални работи, здравствените работници, да соодветно реагираат кога ќе се пријави насилство. Што превземавте за да поттикнете пријавување на различни форми на насилство врз жените? Дали го унапредивте системот за прибирање на податоци? Што превземавте да го зголемите бројот на шелтер центри и други сервиси за поддршка? Што превземавте за да ја подигнете свеста на општата популација за постоењето на различни форми на насилство врз жени? И дали превземавте нешто за да објасните кои се тие форми на насилство на кои што жените се изложени? Што превзедовте за да ратификувате Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и заштита од различни форми на насилство кој што ја подпишавте уште во јуни 2011 година? На крај повторно ќе кажам, овој протест ќе го организираме се додека, секој 25 во месецот, се додека не добиеме одговор на овие прашања и со тој одговор да добиеме и план за спроведување и за исполнување на сите овие обврски кои што државата мора да ги превземе за да ги заштити жените. Затоа што главното прашање е што превзедовте и што ќе превземете за да не заштитите од идното насилство кое што може да ни се случи на сите. Благодарам. Барате средства со Спасов и ќе ги доставите барањата? Да, барањата ќе бидат доставени до Министерството секако. Со информацијата дека ќе се организира секој месец овој протест додека не добиеме одговор. Ние веќе имаме испратено покани за средба со министерот кој што не на кој што не сме најшли на одговор. Се надеваме дека може би ова е единствениот начин на кој што можеме да оствариме контакт. Јас самата не верував дека ќе имаме ваков одек и дека навистина одека 30 организации денеска и вие 30 медиуми ќе говориме на една тема, тоа е насилството. Сметам дека ова е прв. Јас имам исто податоци за овие жртви кои што ги има, но јас би завршила само со ова кој што уште во сите медиуми не е излезена, тоа е утрешно утрово што се случи во Злетово, а тоа е дека поранешниот нивни зет ги усмрти и бабата и дедото. Тоа е недозволиво и сметам дека сите и институциите на државата на кои досега што сме соработувале со вас медиумите и сета јавност во државата ја подигна свеста за проблемот насилство и денес веќе не е личен проблем, тоа е проблем на општеството. Само така можеме и да го решиме проблемот, можеме да го надминеме и да му дадеме друга боја, без оглед на тоа дека насилникот дали има пари или боја на цвет да одбере за да може да се лимитира. Не е важна бојата на цветот, него едноставно бојата на крвта која што се разлива со насилството. Тоа не треба да го имаме и затоа апелираме и ви благодариме. Насилство да не. Како мрежа би сакале да подсетиме што се случуваше во однос на подготвувањето и донесувањето на Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство и кои се нашите генерални забелешки во однос на овој закон. Значи, како прво, немаше претходна анализа на капацитетите за превенција и заштита од семејно насилство кои веќе постојат во нашата држава, за да може ова ново законско решение да одговори на постоечките слабости во различните сектори. Второ, законот не е родово сензитивен. Не го дефинира семејното насилство како родово базирано насилство,
насилство и не ги препознава девојките и жените како посебно ранлива група на родово базирано насилство. Законот не нуди нови подобрени решенија за проблемот на семејното насилство, ниту од аспект на превенција, ниту од аспект на заштита на жените жртви на овој вид на насилство. Улогата на здруженијата и на невладините организации, кои што најчесто се први тие кои што пристапуваат во помош на жените што се жртви на различните видови насилство, не е јасно дефинирана во постечкиот закон. Значи, согласно тоа, ние, како национална мрежа против насилство во жените и семејно насилство, бараме следното. Сметаме дека државата мора да одвои доволно финансиски средства за отварање на сервиси кои што ќе бидат достапни за граѓаните на територијата на целата наша држава, кои што ќе нудат професионална, сеопфатна заштита на жртвите на семејно насилство 24 часа на ден, бидејќи семејното насилство се случува 24 часа на ден. Бараме законот да ги препознае девојките и жените како посебна ранлива група, како што и предвидува Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и заштита од сите форми на насилство врз жените, и бараме покрај примената на мерката за отстранување на сторителот од домот, законот задолжително да понуди мерки преку кои што државата ќе го регулира движењето на сторителот и на тој начин ќе гарантира безбедноста по здравјето и животот на жртвите по отстранување на сторителот од домот.